Американскиот председател Џо Бајден и кинескиот председател Ши Џинпин го одржаа својот трет и веројатно последен состанок лице в лице на маргините на самитот на Азиско-пацифичката економска соработка минатиот месец во Лима, Перу. На разговорите Бајден изразил длабока загриженост за поддршката на Кина за Русија, која Вашингтон вели дека ја продолжува војната во Украина. Тој исто така ја осудил Северна Кореја за испраќање илјадници војници да се борат заедно со руските сили. Од своја страна, Џинпинг ја повторил понудата Кина да посредува во мировните преговори, позиционирајќи го Пекинг како потенцијална стабилизирачка сила во војната. На состаноците со неговите колеги од НАТО, американскиот државен секретар Ентони Блинкен рече дека европските сојузници им се придружиле на САД во барањето до Кина да направи повеќе за да ја ограничи својата материјална помош за Русија, која загрозува безбедноста во Европа. Over the past 4 years, we've had an unprecedented... Во текот на изминатите 4 години имавме невидена конвергенција меѓу сојузниците за предизвиците што Кина ги поставува за трансатлантската безбедност. Тоа ја вклучува и незината клучна поддршка за руската одбранбена индустријска база која ја овозможува тековната руска агресија и ја интензивира најголемата закана по европската безбедност од крајот на студената војна. Кинеските власти избегнаа да коментираат за одлуката на Северна Кореја да испрати војници во Русија. Аналитичарите велат дека овој молк ја открива фрустрацијата на Кина и дилемата наметната од растечките воени врски меѓу незините два соседи. The Putin-Xi relationship. Релациите меѓу рускиот председател Владимир Путин и Ши Џинпинг не се толку цврсти и блиски како што понекогаш ги замислуваме. Путин ќе го направи она што е во негов интерес, нема нужно да им кажува на кинезите што прави. Не верувам дека кинезите биле однапред информирани, например, за овој меѓусебен одбранбен пакт меѓу Путин и Северна Кореја. Некои поранешни американски функционери велат дека експлицитно безбедносно партнерство меѓу Русија и Северна Кореја може да ја ослабне стратешката позиција на Кина во Источна Азија и да има долгорочни импликации кои можеби нема да бидат во корист на Пекинг.